Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојачиевски. И американскиот председател Барак Обама, но и председателот на представничкиот дом Џон Бејнер во одвоени ТВ обраќања се огласија за преговорите за националниот долг и дефицитот. Ставовите диаметрално спротивни. Со ова ги започнуваме вестите. Обама се обрати до нацијата куса време откако републиканските и демократските конгресни лидери представија одвоени планови за кратење на владините трошоци и кревањето на границата колку може да позаеми владата. Доколку не биде постигнат договор, предупреди Обама, ризикуваме да предизвикаме подлабока економска криза, а одговорноста ќе биде целосно врз Вашингтон. Неодговорно е да не ги исполнуваме нашите обврски. Председателот ги критикуваше конзервативните републиканци дека сакаат решение без големување на данокот за најбогатите американци. Првиот човек на представничкиот дом, Џон Бејнер, возврати. Нема застој во Конгресот. Представничкиот дом веќе изгласа да се зголеми границата на владино задолжување. Ќе усвоиме и нова мерка развиена со надпартиска подршка од Сенатот. Очекувам да мине ни Сенатот и да дојде кај председателот на потпис. Ако ја потпише, целата оваа атмосфера што ја создаде самиот ќе исчезне. Американскиот економски растеж забавил од нешто помалку од 3% во последната половина од 2010 на нешто помалку од 2% во првата половина. Објави Меѓународниот монетарен фонд. Институцијата за причини ги наведува падот на цените на пазарот за домување, високата стапка на невработеност и намалената побарувачка. Грчкиот министер за финансии Евангелос Ванизелос рече дека САД целосно ја поддржуваат земјата и новиот финансиски пакет помош од ММФ и Европската унија. Не даде повеќе детали по средбите со секретарот за финансии Тимоти Гајтнер и директорката на фондот Кристин Лагард, иако призна дека економското заздравување најповеќе зависи од имплементирањето на реформите. Американската влада објави нов план за сузбивање на меѓународни групи на организиран криминал. Со извршна одлука се авторизираат нови санкции врз мафии во Мексико, Јапонија, Италија и Источна Европа. Штрумфовите се вратија. Во петок премиера на филм во 3D со популарните цртани филмови од 80-тите. Пејачката Кейти Пери го поземи гласот на Штрумфите. Минатонеделното слетување на Атлантис стави крај на 30 годишната програма на шатл леталата. НАСА ќе отпушти над 1500 вработени, но што планира за наредното американско освојување на Вселената? До тогаш ќе плаќа по $50 милиони на Русија за секој испраќање на астронаути во ракети на оваа земја. Марфи Вардман добро ја познава НАСА. Работел таму 37 години на ракети што ги однеса астронаутите во орбитата и на месечината. Овој пензиониран инженер смета дека американската вселенска програма пошла во погрешен правец 1970-тите, кога НАСА се откажа од подалечни мисии во Вселената. Тогаш стапнавме на месечината и имавме капацитет. Денес не можеме ништо. Вардман и други пензионери на НАСА ја поддржаа подоцнежната програма со звездие за основање база на месечината и мисии до Марс, но председателот Барак Обама лани ја укина во полза на подолгорочен план со мисии до астероиди и евентуално Марс. Новата стратегија на НАСА се потпира на приватни компании кои развиваат вселенски летала. Вилијам Герштајнмајер е помошник управник за вселенски операции во НАСА. До средината на 2015 или 2016 Соединетите американски држави би требало повторно да започнат да лансираат од Вселенскиот центар Кенеди. Поранешниот астронаут Ченг Диаз е начело на ракетната компанија Ад Астра во Хјустон. Тој работи на плазма ракета и со ентузијазам гледа на долгорочните планови на НАСА. Затворате едно поглавје со цел да отворите ново. Очекуваме тоа да биде уште подобро. Марфи Вардман има резерви, но се надева дека ќе биде како што вели Ченг Диаз. Загреав едно чудо внуци за вселенската програма, но сега не знам да им кажам каде ќе одат и што ќе прават еден ден. Првиот впечаток честопати е најважен. Тоа се вели за врските меѓу двајца, но важи и за пазарот за недвижнини. Професионален аранжер,
може да ја трансформира куќата што се продава во дом од соништата. Прилог за овој растечки тренд на американскиот пазар на домување. Move those two things right there out. Глорија Краули внимателно одбира од мебелот што го чува во магазин во предградие на Вашингтон. We select things for the house that we think will have the house show best. Избираме работи за куќата на продажба што ќе ја прикажат во најдобро светло. Краули е аранжер на домови што се на продажба. Со преуредување ги прави попримамливи за купувачите. Иако нема статистички податоци, вели дека е се позафатена онака како што конкуренцијата на пазарот за домување станува се пожестока. Аранжирањето е се побитно во продажбата, додава Евелин Матар, која веќе 26 години работи како агент за недвижнини. Кога ќе видите празен дом преку интернет, не може да замислите како би било да живеете во него. Наместениот аранжиран дом пак ви нуди идеи. Потенцијалната купувачка Лесли Хейстер била импресионирана од аранжирањето на дом за кој е заинтересирана. Навистина изгледаше добро. Аранжиран дом овозможува да добиете идеи како би го наместиле во своја режија. Џон Јанг го земал семејството со себе да ја види куќата што им паднала во око на интернет. Просторот се совпадна со нашите очекувања. Јанг вели дека ќе погледнат повеќе куќи пред да одлучат која да ја купат, но благодарение на првиот впечаток, она аранжираната е на врвот на листата. Утре во News Flash на одбележувањето на 10-та годишница од терористичките напади на 11 септември. Како ќе изгледа местото на нападите? Гледате утре во News Flash. Да не се заборави изложба на сеќавања на 10 годишнината од нападите на 11 септември. За ова во утрешен News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.